Јас сакам да кажам дека не сме задоволни од пресудата, мислиме дека судот е корумпиран и дека е подплатено све. Не може некој да украде еден точак или дрва да украде или со пиштол да го фатат или она поголеми казни, него вакви казни, смешни казни. Не може еден човек да вреди со толку минимална казна и така да му се изрече, значи тоа е подмитено, подкупено све. Не веруваме во судот и сакаме да се жалиме на повисока казна да добијат. Тоа е смешно пред државата и пред јавноста. Не може некој да украде нешто, да му дадат поголема казна или еден дрвоберач да украде за некого да го удриш, да нападнеш, ќе земеш поголема казна негова. Како добија тие од 27 поголеми казни, никого не убија, никого не каднапира. Сите се во парламентот, сите крадат, а тие си се надвор, тие лежат со огромни казни. А овдека седмиот го нема исчезнато, тој е убиен и со такви минимални тоа е смешно пред светот и пред јавноста. Имате информации за нови моменти од истрагата за пронаоѓање. Што ќе пронајдеш кога е све корумпирано, корумпирано од полицијата, тоа севте казната кога почна истрагата, полицијата е заташка целата работа. Зашто тие работеле за полиција, за организиран криминал, за НДШ работеле и обвинетите, да, тоа е една група што работеле за полиција и тоа се подмитени луѓе од полицијата, зашто така е сознанието. Зашто тие досега полицијата ништо не даде, никакви изјави, никакви сознанија. Они све заташка, тоа ништо им го кажавне, на тоа се држаја цело време. Се заташка. И тој мене што ме пукаше, што обид за убиство, еве, гледате овдека, имам обид за убиство, пред домот, нашиот дом ме чека со тоа за да се заташка неговата истрага, за да не влезе во обвинение. За тоа, за нападот ваш? Да. Се откри нешто, се води постапка? Па уште сега почна постапката да ме почнала, а што ќе биде, ништо не веруваме. Со вакви минимални казни нема потреба. Ова не е држава, ова е картел. За нас е картел. Ова не личи на држава. Ова е најподмитнивата држава во Европа, во Европската унија, подмитнива држава, нема покорумпирана. И ние не веруваме ни во судот, ни во пресудата. Тоа беше еден филм, еден театар. Цело време те држа топло-ладно, за да најнакрај се види резултатот колкав е. Да дадеш школа, ти си соучесник, како да си дал оружје на сторено дело. Ме разбираш? Ја не знам, можам да разберам ова како овие судат.